Почитувани граѓани од избирачките места 17:27, 17:30 и 17:34. Преостана уште само 2 дена до изнуденото прегласување во Струмица, заради кое ВМРО ДПМН и Груевски го партизира судството, ја уби демократијата и ја поништи волјата на граѓаните. Но граѓаните на Струмица повторно на дело ќе покажат и докажат дека остануваат своји на своето и дека го потврдуваат кажаното на 24 март. На последниот ден од кампањата, пред оваа прегласување, чувствувам потреба уште еднаш да ви се обратам со чисто срце и отворена душа. Во изминативе денови, јас и активистите од мојот изборен штаб спроведовме кампања од врата до врата. Влеговме како добри гости, кај добри домакини, во сечи ваш дом. Вашето непроценливо гостопримство беше изворедна можност да поразговараме за многу работи, за сите ваши проблеми и потреби. Тие разговори ни дадоа за право да веруваме дека Струмица и струмичани ќе продолжат да се движат по вистинскиот пат. Сите вие можне добро знаете што се случува деновиве во нашиот град, но во исто време можне добро знаете како да останете цврсти и непоколебливи, како да останете силни, како да останете победници. Убеден сум дека никој од вас не сака Струмица со сила да му биде одземена. Убеден сум дека сите заедно имаме единствен став, дека не треба да дозволиме некој да ни го купи нашето достоинство, дека не треба да дозволиме некој да го стопира прогресот на Струмица, дека не треба да дозволиме некој да уништи гордост, дека не треба да дозволиме Струмица од прва во Македонија некој да ја врати на позиции пред тоа, дека не треба да дозволиме некој во мирната и просперитетна Струмица да донесе немир и безперспективност, дека не треба да дозволиме некој што кукавички бега од телевизиски дуел, да бара разни други дуели со сопствените граѓани, да не дозволиме странски државјанин да ја води Струмица и тоа да направи од неја протекторат. Поради сево ова и поради фактот дека се премногу завршени дела на Зоран Заев, наспроти голите ветувања без личен печат на мојот против кандидат, кој се крсти во неизвестната помош на централната власт, поради сево ова, сигурен сум во уште поголема победа на неделното прегласување. Покрај представниците на ОПСЕ и МОСТ, во Струмица во недела, на прегласувањето ќе бидат присутни представници од Канцеларијата на Европската комисија, како и високи дипломати од Европската унија. Затоа, драги мои сограѓани, излезете в недела храбро, гордо, достоинствено и одлучно. И ставете точка таму каде што некои ставаат запирка. А по секоја точка следува голема буква. Голема буква за уште поголем развој на Струмица. Тоа значи дека заедно продолжуваме од таму каде што застанавме само за миг. Почитувани, дочекајте го исправени 7 април и дајте го својот глас за оној што без друго го заслужува. А веќе на 8 април Струмица и струмичани повторно ќе дишат слободно како и порано. Го доведува нашиот народ до дното, до просјачки стап. И сега, буквално, тврди дека ќе се откаже од својата плата да му помогне. Знаете како? Пратеничката плата е поголема од градоначалничката плата. Зошто до сега не се откажа? Знаат граѓаните многу добро кој, како и на сите можни начини им помагаше во изминативе години. 3 пресконференции во еден ден само по себе покажува каква е нервозата во нивниот штаб и од прилика најавуваат каков ќе биде изборниот резултат. Колку сум се грижал за Струмица, колку сум водел грижа за сите сограѓани, тоа го знаат многу добро сограѓаните. Немам намера да ги коментирам повеќе сите нивни валкани работи кои што ги истресуваат во наша изборна кампања.